Фасцинантно беше, нели? Ке се сложиш. Сега ова не може да го замени тоа што го правиш ти, можеби во фитнес сала и генерално нели тој има котрпен тренинг, меѓутоа секој пат фасцинира како може и науката да искористиме некој пат и во твоето поле. Да, во се. Во се. Добро ми дојде Тазе Вратена од Загреб. Да. Затоа ќе ми спомнеш сега, бидејќи беше почестена како гостин и соговорник да бидеш дел од уште една убава платформа, меѓутоа не можев да останам равнодушен да не те повикам повторно што ми ја започнеме и оваа сезона. Да не ти честитаме секако како телма телевизија што го правиш генерално и за заедницата, пред се за себе, меѓутоа како пример, како еден бастион што би рекол или протежена нешто што значи фитнес и бодибилдинг индустрија. Светскиот куп во Мадрид, тоа е нешто што го погледнав. Вилам Кате повторно брилираше во Шпанија, иако беше многу емотивна твојата порака која што ја сподели за јавноста, меѓутоа многу значајна, затоа што секој пат се поврзуваме со зборовите и во случајот и делата. Светскиот куп Кате во Мадрид оваа година беше, јас би рекол, и огромен собир на сила, на прецизност, на страст. Ако те прашам што најмногу ти беше изненадување, можеби самата сцена, конкуренцијата или енергијата на преварот, што ќе кажеме на самиот почеток? Добро ми дојде. Добре те најдов. Енергијата на надпреварот дефинитивно беше малку и поразлична овој пат и од приватен аспект и од аспект на надпреварот, бидејќи тој надпревар запознаени сте, сме била повеќе пати тука сме разговарале, беше поранешен Арнолд Класик. Значи до претходната година, до 2024 беше Арнолд Класик, сега го прекрстија надпреварот во IFBB World Cup. Да, истата федерација се е тоа исто. Меѓутоа, од технички причини сака да дават некој награден фонд на надпреварувачите и од технички причини го прекрстија. Мислам како една ера да заврши, меѓутоа тоа е истиот надпревар со истиот дух. Меѓутоа сепак енергијата беше малку поразлична овој пат. Од кој аспект Кате? Од аспект што самата федерација доста финансиски средства троши само за името што го плаќа да го користи на Арнолд Шварценегер. И сега тие средства решија да ги пренаменат за во паричен фонд како награди за надпреварувачите. Наместо да се даваат средствата. Да, што е многу паметно, мислам тоа никогаш не може да биде друг надпревар. Арнолд Класик, Арнолд Класик. Исто самото присуство на Арнолд Шварценегер доаѓаше таму, сега веќе Се запознавте? Јас сум го видела еднашка таму, да. Сега е веќе и во години, малку е повозрасен и се менуваат работите, да. Имено, кога ќе застанеш на сцена, помеѓу толку атлети, толку во случајот ајде десетици повеќе зими, што ти поминува во глава од тие 30 секунди кога еднаш ги говоревме, додека ги чекаш тие очи на суди да погледнат во тебе и да направат анализа и добро во ред Кате? Тоа е тоа. Чувството е неописливо, адреналинот е огромен. Мислам, дефинитивно јас сум родена за набина. Тоа не можам да го опишам со зборови, меѓутоа вака ќе кажам. Тие атлети кои што се појавуваат на овие многу престижни надпревари, едни од најдобрите во светот, се не знам како да кажам, сериозно добри спортисти. Јас дел од нив сум ги пратела на Инстаграм како идоли. И сега кога ќе застанам до нив, рамо до рамо тука. Рамо до рамо, кога ќе освојам нешто и кога ќе ги видам некои што се повозрасни од мене, кои што биле претходно во аматерска лига како што сум јас, сега се професионалки и се надпреваруваат со светски имиња во спортот. Честа е голема, како да кажам. Имам чувство дека кога кажуваш аматер, за тебе ми е како нешто се уште како може. Не е тоа на тој начин аматер, него лигата се вика аматер лиг и професионален лиг. Јас имам 3 про карти добиено, меѓутоа ги немам активирано, затоа што сакам некои титули во аматерскава лига да освојам, па за понатаму здраве ќе видиме. Значи ги активираш? Да, тие треба да ги активираш кога ќе бидеш спремен. Затоа што ако преминеш во професионална лига, во про, нема повеќе враќање назад во аматерска. И што би значило тоа активирање, потоа си и тутор ветеран во Да, категориите се тие, исти се, меѓутоа професионалната лига има малку по различен тек на надпреварите. Претежно се купови, има нормално и парични награди, не е како порано што беше овој спорт е многу поразвиен сега. Има многу сериозна конкуренција и едноставно тоа е како next level од ова што сум го правела до сега. Мадрид донесе, ако не погрешам, 2 сребра, 1 бронза? 1 сребро и 1 бронза. И 1 бронза. Да.
значи некаква wild карта или ново поглави или остварување, имаше мало разочарување, како да чувствам дека во нештото беше разочаран, јас велам, кате, ма веројатно тоа е нели таа перфекционирам и она што сакаме да го стигнеме, веројатно. Јас генерално не се разочарувам на привари, баш мојот тренер и председателот на нашата федерација Бован Ѓуровски, тоа го разговарам со него постојано, вика ти си прав спортист, вика секогаш си го прифаќаш тоа на многу соодветен начин. Иако морам да кажам дека во овој спорт некогаш доста субјективно се суди и не е важно само во колку добра форма си, дали си во најдобро издание до сега што си бил, некогаш е и многу важно да имаш среќа. Постои непотизам? Може би вака во еден пример што велиш и суптилно, може би симпатија или глорифицираш или романтизираш конкретни имена тие. Постои, а исто така се менуваат судиските панели. Со тоа што јас мислам дека треба да е постојано еден ист судиски панел со професионални судии кои што си ја знаат соодветно работата, бидејќи една рамкана категорија се суди според пишани правила кои што ги има во книга на IFBB федерацијата. Сега од тука натаму субјективизмот е во однос на тоа дека во мојата категорија боди фитнес значи строго пишува V-shape форма со дефинирани и сепарирани мускули, меѓутоа не премногу како за бодибилдинг. Гласно потенцирано е, сега од тоа се одстапува никогаш и атлетите многу лесно преминуваат границата како да се атлети за физик или бодибилдинг категоријата. И тука ако еден од главните судии одбере дека него тоа му се допаѓа, цела категорија се потегнува по тој лук, по тој изглед и малку одат така да кажам работите како во друг правец. Се создава некој пат кате револт, а знаејќи го тоа дека мојот револт е уште поголема мотивација. Јас сум таква како човек, а има кај атлетите се создава револт и тие престануваат да се направуваат или една година или за секогаш. Или се разочаруваат премногу, што беше исто случај во Јапан, кај што една од атлетите, јас ја видов по ликот дека е доста психолошки падната, изборев, одев по незе, јас сум значи на бина ние се направуваме, меѓутоа сакам да ги поддржам сите, сметам дека правите спортисти треба да го прават тоа. И кога ја го прочита името на бината, девојката воопшто не излезе, замина. И многу ми беше криво. Меѓутоа сум среќна затоа што ја видов на некој од надпревариве сега освои нешто, така да не се откажала компletно. Претходно се разочара, излегува, а практично да. Меѓутоа е добре што нели повторно се враќа на пиедесталот. Имам чувство дека Мадрид ката има или носи една традиција, но и притисок, така имам чувство, нели некако говорејќи за Шпанија и таа сцена особено Мадрид, како се справаш со моментот кога телото мора да изгледа совршено, а ти знаеш дека совршенство не постои? Да, совршенство не постои апсолутно. Совршено и максимум од она што можеш ти да го донесеш како атлета. Тоа значи цел пакет, не само за изглед, треба и психолошки да си комплетно во тој целиот пакет скоцкан. Сега секогаш работите не одат под мачкани во однос на психолошкиот дел, бидејќи ние се соочуваме сите со и животни проблеми, смртни случаи, како што беше во мојот случај сега, и ред други работи, секоја година не иста, како што секој ден не ист. Мотивацијата е, сите мислат дека мене мотивација ме води, апсолутно не. Јас не има некои денови кога ќе станам, не сакам ни да вежбам, затоа што едноставно сум човек, како и сите ние, не сум суперхуман. Да. Емоциите се тие, меѓутоа целта која што имам во глава, таа ме води секогаш. Има една изрека, поточно јапонскиот концепт ваби саби, да го прегрнеме несовршенството, бидејќи тоа е растот на еволуцијата на секој од нас. Ваби саби, тоа е тоа што го сакав да го... Па сега сите тие 6 атлети што се финалистки, како да кажам, тие се многу слични, многу луѓе кои што се лаици од спортот ме прашале како судиите носат одлука или кога ќе излезете 20-30 луѓе на бина, како прават елиминации. Не е во совршеноста само конкретно на телото, туку енергијата која што ја носиш на бина во моментот. Ако можеш со една реченица да ја опишеш таа сцена во Мадрид, не визуелно, туку емотивно, како ќе звучи? Со една реченица?
Затоа што е вистина била нели една традиција и мудрост, самата барем во фитнес и бодибилдингот. Така барем и прочитав податоци дека Мадрид вистина има една традиција со сето ова. Така. Едно несовршено совршенство. Прекрасно. Да. Прекрасно. Бодибилдингот кате често е погрешно разбран кога кога особено сето ова го гледаме, го прават да речеме дами, непотребно, небулозно. Дали мислиш дека телото на една спортистка е предизвик за сите можеби општествени стереотипи? Апсолутно да. Не знам зашто уште луѓе се заглавени во тие стереотипи. Овој спорт е многу стар, постои уште од 60-ти години, можда и порано. Секако дека женските атлети помалку се напреварувале тогаш отколку сега имаме повеќе слобода и простор. Меѓутоа спортистките како спортистки, без разлика дали е во мојот спорт, имаат секако друга рамка и изглед на телото. Дури некои спортистки во други спортови се помускулести отколку ние. Нашата форма за набина е апсолутно само за тогаш. Мислам, јас генерално во текот на целата година сум фит, не со толку малку мастин или нормално како за набина, и тоа кога ќе не видиш нас во хеланки, во тенерки, во облека, ние сме толку многу мали, толку многу слаби. Тоа само е визија, кога ќе ги стегнеш мускулите со тоа малку body fat што го имаме на нас, малото грандиозно, акцентирање, така. И не е точно дека не е женствено, бидејќи женственоста доаѓа од внатре. Ние сме сепак атлети, мора да изгледаме поразлично од другите луѓе. И ме ги представувате една посебна категорија. И вистина во свет каде изгледат често поважен од суштината, претпоставам дека успеваш да не ја изгубиш љубовта кон процесот, а не само кон резултатот. И колку е важно денеска, ве велиш, не знам, твојата пријателка од Јапонија, колешка меѓу другото, баш некако ме потикнува колку е важно тоа психолошко здравје кај професионалните спортисти. Дали мислиш дека во Македонија доволно се говори за тоа? Се отвараат панел дискусии, отвараат можеби конференции и така натаму, ама мислам дека не се говори доволно, треба да се има и некои обуки во однос на тоа, бидејќи ние конкретно во нашиот спорт се соочуваме со многу големи психолошки предизвици. Прво е процесот што велиме да не го да го сакаме процесот целиот, и со добрите и со лошите страни, и со успони и со падови. После тоа кога го доведуваме телото во надпреварувачка форма, ние кога ќе завршиме со сезоната, ако правиме нешто го викаме на нашиот јазик off-season или сезона на корекции, тогаш нашите телесни масти се повисоки, за да имаме сила да вежбаме и да може да направиме сериозни промени на телото. Ние во првите 2 до 3 месеци не можеме да се помириме со тоа дека не изгледаме така како што изгледаме на бина. Сега, тоа колку ти ќе го надвладеш, да не го потенцираш дека е нормално, треба да си ја сакаш секоја фаза и телото си го сакаш во секоја фаза, за да не отидеш и да не заглавиш во некои други психолошки екстреми. Тоа е многу важно за менталното здравје да се зборува многу. За крај би те прашал, ни остануваат уште практично 2,5 месеци календарски до годинава. Знам дека не престануваш, практично со активација си постојано за некои и други освојувања на други сцени. Што ни останува можеби во календарот годината? Каква ќе биде ако доктор професор Никола Стиков каже дека Македонија следната година ќе биде земја која што ќе изобилува со многу наука и конференција и труд, кај тебе каква ќе биде можеби? Јас сега ги завршив нашето државно првенство квалификациите пред да одам во Загреб, баш дента кога завршив, заминав за Загреб и имаше еден интернационален куп тука во Скопје, Diamond Cup, на кој исто така освоивме. Со Ѓорги Чинарника? Со Ѓорги, да, мојот млад колега во младите индината, да. Тоа беше сега еден надпревар кој што го завршивме, и последниот е светското првенство кој што беше минатата година во Јапан, сега ќе биде во Шпанија, во Санта Сузана. Прекрасно. Да, и тоа ќе биде крај за оваа луда година. Да, знам дека за тебе беше особено. Да, и мислам дека за сите. Се надевам дека ќе донесеме одлични резултати, иако притисокот ми е многу поголем, бидејќи лани донесов трето место бронзена медала и сега притисокот е многу поголем, или да го задржиме или нешто подобро да направиме. Се надевам.
Со тебе сме. Знаеш дека сме со тебе секој пат, барем Телма, ама и ние и субјективно индивидуално те мислиме. Многу ти благодарам за ова курс представување. Многу ми беше важно да те имаме барем и во овој период.